Седам вчера во кладилница со перо напола. Значи на димакот му е напола. Не наполи, како што би било логично, затоа што кога ќе добие ливчена спортска, веднаш добивката ја дели на пола. Пола ја уплаќа повторно на ново ливче, а пола ја носи на жена му дома, па така се додека него утне ливчето. Еднаш перо напола влегол во кладилница во петок, а се вратил дома во понеделник са бајле и на жена му и лупнал 153.749 евра на масата и грмнал: еве жено, да не ми го дрвиш више, зашто седам у кладилница по цел ден. Перо напола го фати седмото ливче цело, на што жена му онака алчна и суетна како секоја жена на македонец му одговорила: добро перо, вечер кога ќе си легнеме ќе добиеш цела дунда, пошто не си ме пипнал 6 месеци со сите твои кладилници. И перо си легнал у дневна соба на кауч, малку да дремне пред сексот, затоа што 3 дена немал спиена, нели, чекајќи ги ливчињава, ама заспал ко топ. И жена му изгледа не ја разбрала ова форава со заспивањево и кога се разбудил по 2 дена, ни жена му ја немало дома. Ни жена му, ни оние 153.000 евра и кусур. И после тоа перо напола разбра дека жена му е во Австрија или во Австралија, е бемлига, една буква чуда прави, и перо напола од тогаш нема фатено повеќе од 2 ливчиња. И секојаш кога ќе го утне следното ливче, пцуе на глас: перо, перо, да ти бам глупиот, како не ти текна дека ти правиш женски малер со тоа сексот. Но не се. Да се вратам на суштината, а тоа не е во случајов пола или цела дунда, зашто искрено да ви кажам, ја пола дунда немам видена, а не знам како изгледа, а бидејќи е малер, нека ми дава цела или ништо. Значи, седиме ја и перо напола и баш го гледаме Наполи, кај што тренерот е пола тренер на Наполи, пола селектор на Словачка, што да прави пола судбина, која перо ми вика: абе Саше, ти го гледам тоа пола Тасевски и си викам: Саше, не знаеш што е градоначалничка фикс вин-вин акробација. Шо бле бета, викам, овој си викам. Слушај перо, прво не е тоа пола Тасевски, туку е преку Тасевски шоу. Затоа што кога би било пола, тогаш би било малку за гледачите, а ова е бе големо, па мора да биде преку, нели, преку Тасевски, значи поголемо е од пола, поголемо е од целото, нели, преку големото. Ако те разбирам, вика перо, значи како зидон на Трамп со Мексико, мора да идеш преку него за да го поминеш. Го гледам вака, го гледам и си викам: можеш да идеш и под зидот, бе? Да, бе, вика перо, можеш, само треба да пазиш на јајцата. Аман, бе, да мојва остай се јајцата, кажи што ти е тоа градоначалничка фикс вин-вин акробација. Не знаеш, ми вика перо? Не знам, бе, да ти го резнам. Од кај да знам? Знаеш дека внук ми е градоначалник на една скопска општина? Па еден од овие стариве вуци, што е неколку мандати градоначалник, им објаснил како да дојдат до голема пара да ја заебат јавноста со фикс акробација во која сигурно лапаат кеш. Не збори, бе, му викам, ја на перо пола на заебанција и уше пола на заебанција. Градоначалници во Македонија и криминал. Кај бе тоа, бе, ај не верувам, викам, Бог да чува. Па све мајките рези се, бе, каков криминал. Вака вика перо. Прво се договараат со некој сумљив инвеститор по можност од doing business или нивните ортаци за некоја огромна локација за која процедурата ќе биде во секој случај незаконска во општината, од гласање во совет до издавање дозволи, дуп, муп, курац, палац и така натаму. И им кажуваат процент да ја бркаат работава. Обично процентот е некаде околу 15% од вкупната инвестиција и почнува целата операција. Градоначалников ја тера работата. Им прави маневри, мести документи, одлуки, комунали, издава решенија и се оди така гладко со кршење закони, се оградува просторот, се гради повеќе од она што е дадено, сите срекни, инвеститорот Кримос и градоначалникот поштен, овој Кримосов цела зграда, градоначалников 15% плюс подмачкен уште некој фактори од Министерство за транспорт и врски по некој инспектор, подписник во урбанизам, клучни советници, за сите да има. Квадрат е бе 2000 евра. Пари има ко говно у канализација, па што има тука спорно, му викам на перо напола, тоа го прават 30 години уназад. Па ти викам бе, полутасевски дека немаш појма, ми вика. Има иншуранс фикс ситуација, затоа се вика вин-вин акробација.
ако јавноста почне да се буни, ми вика Перо. И некоја институција укине некој документ, Уставен суд укине ДУП, тогаш инвеститорот ја тужи општината и општината му плаќа пенали, изгубена добивка, камати и пак истите пари ги делат со градоначалникот. Бе, му викам да му иба мајката, па да бе, викам како не ми текна, си викам стварно ова вин-вин ситуација, посебно ако градоначалников и Кримосот си имаат нати го дај ми го и си се верни другарчиња. И наеднаш гол! Која свика Перо на пола, што се дереш бе, му викам, кој е гол, кај биде гол, кај претрча гол, гола да не бе гол, вика, гол! Па гол за Барса бе, не за Наполи. Ме погледна ко да се олеснал за сите гребови на светот и ми вика: "Ти реков дека ништо не разбираш бе од вин-вин фикс ситуација." Шо не разбирам бе, Перо? Па не разбираш дека тука во кладилницава сум од петокот, а денес е среда. И ова ми е 7-то ливче, а сега не сум веќе женет. Значи сите пари се за мене, а бившата ми жена нека си ја чува дундата цела. Викам да му иба мајката, од денеска му менјам надимак, ќе викам Перо целиот, оти се напуни да ви кажам ко градоначалник. Ако македонизмот е штетен и лош и ако оваа држава треба за се да го слуша калето, тогаш не ни треба ни да имаме држава. Пред некој ден го гледав филмот што го снимаше актерот Шон Пен за време на почетокот на конфликтот Русија-Украина наречен Суперсила. Во филмот авторот се признава дека не сакал да сними филм за војната, туку филм за Зеленски, за неговиот животен пат и славата, за се што подоцна се наметнало како тема, дошло од следот на настаните. Тоа е така со многу документарни филмови кои мора да се прилагодат на реалноста. Во филмот украинците се гордеат со тоа што се посебен народ од Русија, што по случувањата на Мајдан ја започнале својата борба против корумпираните политичари, во таа борба не ги почитувале подпишаните меѓународни договори и се однесувале арогантно кон отварањето на уставот и регулирањето на сите човечки права, меѓу кои најважните тие на русите кои живеат во делови од Украина. Но останува впечатокот од филмот дека американците им го дозволуваат на украинците се она што тука кај нас упорно се обидуваат да го задушат. Тоа е веројатно затоа што им требаат такви за да може да се борат до последниот украинец. И Шон Пен убаво ја објаснува војната, убаво го објаснува војувањето, дека Западот и Америка го дозираат во вооружувањето на Украина затоа што не сакаат војна НАТО-Русија. Можеби заради фактот што сите НАТО земји секој месец произведуваат муниција за само 3 дена војување, а во Русија се произведува за 1 месец дупла количина. Дека Украина не може да биде членка на НАТО е јасно веќе како бел ден, но затоа слава на Украина и разни борбени песни што тие ги кажуваат за дигање на моралот и вложување во армијата под велот на демократизацијата и борба против проруските олигарси се форсирала значи од 2015 година, значи тоа не е приказно од 2022. На граѓаните им било јасно дека русите еден ден ќе дојдат. И тие живееле со тој факт и се допуштало се да се направи што е спротивно на демократските стандарди на европските устави и правното владење. Дури и се форсирал Зеленски да му се курчи на Путин и да ги одбива договорите во присуство на Меркел и Макрон. Во Македонија тоа се задушува, се форсира поданичкиот однос кон Грција, кон Бугарија, се назија на македонскиот народ, на македонскиот идентитет, правата на граѓаните и се форсира бинационална држава во која ќе владеат албанците иако се малцинство. Значи, исто е, ама и не е исто. Путин. Здравствуй, товариш Путин. Овде секретниот агент Путина с коднијам именем Куров. Куров, товариш Путин. Да, товариш Путин. Куров. Ура! Ура, товариш Путин. Ура! Ура! Путин е бара да, мене како што слушнав, тајното име ми е Куров, како руски
разузнавач, нели? Абе ме бара, ќе ме чека после кола, ќе ме носат на аеродром. У Москва треба да јаваме овој поларни мечки утре. И така, па без мене не му е кеф да јава мечка. Него кај застанавме? Најважно е дека се форсираат тие кои се партнери на калето и другите земји. И ним им се дава се. Цела моќ да создаваат систем од судија, обвинители да цицаат пари од буџетот, да купуваат имот. Додека во Украина проруските олигарси се на политички одстрел пред војната, во Македонија албанските националисти и олигарси се форсираат да станат помоćни и побогати. Се тоа низ призмата на неказнивост и политичка поддршка многу слично како во Украина. Украина е напуштиле досега околу 7-8 милиони луѓе, што е некаде околу 15% од популацијата. Ова се официјални бројки, најверојатно е преку 12 милиони ја имаат напуштено. А Македонија има дефицит од 300.000 млади кои избегаа од економскиот погром, мито и корупција, што е отприлика истиот процент и тоа без војна. Замислете, можеби Русија не е најдобрата земја на светот, можеби историјата не се покажала како голем пријател на Македонија и македонскиот народ, но на што сега и го прават западните земји и Европската унија на Македонија е во најмала рака страшно. Не можеби како војна, но и тука умираат луѓе на разни начини кои не се нормални и не се секојдневни во земјите на Европската унија. Само видете што се протна со европско знаменце, што се случува во со квази автопатите, каде се плаќаат милиарди евра, врбување на домашни предавници за грст долари од страна на Западот, лажни ветувања за членство во Унијата за да се случи апсурдот дека на Украина, на земја во војна, која што ја губи војната, разрушена, без 25% од своја територија и дадоа почеток за преговори. Замислете, на Украина и дадоа почеток за преговори со Европската унија. Какви се тоа двојни стандарди? Каква е тоа космичка дволичност, лицемерие? И форсираат тука албанско политичко крило да ја растура полека земјата. Тоа многу кажува за ова дволично однесување. И само се повторува европски вредности. Ми се гади веќе и од сатирата на таа тема. Едноставно се одвратни, но не само кон овој народ. Многу примери има за жални светот, двојни аршини во 21. век, цивилизацијски вредности, развиена демократија, европска демократија, западна демократија, слобода и правда. А во Газа се случува геноцид. Преку 15.000 мртви деца за неколку месеци. Деца само. Европски права, слобода и правда. Курот на Магареново зоолошка. Оне што е мој комшија на лавот. Да му го оправам. Излегол таче, па квичи плаче. Коне кое маче, маче каракаче, да не речам прасе, да не речам ќурка, на партиска журка, се жали на бина, зелени си скина, дека медиумите не го сакале, само со снего се акале, го дупеле и шупчеле по чело и ќеле, па се пикале по подруми и таму си плачеле, против него квичеле, ама ќе дошло време, тој пак ќе се врател и демократија немало да крател, на истите медиуми рака ќе им дадел, да му ја цуцнат, да му ја шмукнат и да не се бунат. Ако некого увредел, тој ќе се извинел, ќе кажел извини, додека лапат тендери фини. Извинете, медиуми, што не донесовте на власт, па се изнајадовме мас, товаревме магаре до небо, место хемом ви дававме плацебо, наместо правда добивте карма, а карма кона бабата сарма. Наместо пасоши, курсо уши и менјуши, наместо здравје чукавте во дрво, наместо македонски изборевте само албански парво. О, соле мио!
Затоа Македонија ви нуди шарени бермуди, со скинати гаки станавме дунди, кои секој ги клеца од бугар до баба Меца, од француз буљаш, германец лажго до американец што не прца страшно, па така кај лажат и крадат, имаат вошки, на народ му даваат трошки, се пуваат, ке се врателе тие, не знаат дека ги чекаме ние, на 8 мај да ги ебеме до крај. Се извинувам вака на оралниот одраз, ама на тоа ме натера мака кога гледам луѓето по контейнери што јадат, му влосан леп во уста што ставаат, додека фраери од власта дрпаат без усул, купуваат центри со пари од буџет. Од балкански лидер не направија џудже, уништија се што имаше вредност и сега пред народот глумат чедност, а чедне се ко порно глумица стара што секоја ја кара, ја трти, ја врти, ама со 100 грама шминка, пластични цицки, безброј сите, мисла дека се некој, затоа секој на своја, криминалците мој на мој, мој до мој кај мој, мислам поетски збор каде што милно ги карам, за пашпу си ги корам, а во пекол има да горам, ако лошо мислам, па јас не сум таков, жими у гаќиве краков, терани код звезди од Холивуд се тие, ама душата од криминал им гние, колку мајки од нив плачат и деца немаат кај да се вратат, од домовите им правија пепел, растурија семејства со коцкарници и дрога, само за да живеат на висока нога. Ама не знаат дека парата е клета, ке ги дроби и лјадници ке лета, и не само нив, туку и поколенија нивни, од клетвите на сите што им се кивни, на сите што умре од огин и пламен, од вирус и болка од рак гаден, на сите што им скратија нивно платено честно со даноци и такси, а го украда од буџетот макси, низ тендери и повици лажни со поштарки од 7 милиони евра, со ископи и дубари што не трпат папир, со суди обвинители, со странци и странски криминалци, со самиот џавол кој го дружија и сите разни курци, палци, заазно и злато незаработено и клето. Епа, господа, драги и немили, се што е лошо има и крај, не трае вечно, и казната го стига секој од вас на душманскиот погром што ни го сторивте, што не умревте и уморивте, што не запаливте и закопавте, задолживте и предадовте, стигна конобарот со сабјата крива и ќе ве удри по шија, па кому иде, кого удрам не жалам, да ви го бапне салам. Така ви го реков, ви го срочив насред очи, а требаше да биде ова целото една милна коледарска песничка детска на мајка ви вџотлук. Пред некој ден гледам еден клип сниман во Приштина, во кој се интервјуираат албанци за тоа што би направиле доколку на власт дојде Доналд Трамп и ја затвори американската база Бонстил во Косово. Некој ќе рече тоа не е возможно. А ја ќе речам, погледнете го Афганистан и што се случи таму. Се повлекоа за 10 дена од земјата во која 20 fucking години се бореа против талибанците и светскиот тероризам, оставајќи им ние целата земја повторно на истите талибанци со половина донесена опрема која е 1/100 од тоа што го има на Косово. Дали е можно американското напуштање на Косово е прашањето? Па кажете ми вие. Албанците кои живеат на Косово и млади и стари мислат дека е возможно. И тоа сите што се појавија пред камера кажаа така, дека е возможно. И дали имаат решение за себе во тој случај? Се отвара второ прашање, велат дека имаат. Сите интервјуирани албанци рекоа дека доколку Трамп ја затвори Бонстил, дека ќе си ги соберат парталите и фамилиите и ќе заминат од Косово заедно со американската војска. Дека немаат намера да ја чекаат српската војска ниту еден миг. А јас искрено, гледајќи ги како се силни и јаки и гледајќи го оној Курти, како се заканува кај ќе стигне, мислев дека барем ќе си ја бранат државата. Ама времето на војни изгледа е резервирано само за јаките и добрите вазали. Сите други сме колатерална штета. А и што да се борат кога имаат матична држава? Ама и тие да ти биле ко нас, само на бегање ги терало. Сега ми фалеше делот од клипот каде ќе бегаат. Ако се знае дека најблиската локација за бегање на американците е најблиската земја членка на НАТО, ај погодете која е таа земја од 3 пати. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците во таа нели земја од НАТО која погодувате која е, кои не сакаат блиски средби од трет вид со србите. И така приказнава гледано од сегашната перспектива изгледа како издржи Вучичу додека да победи Трамп,
А обично првиот подпис што го става председателот е за повлекување од некаде. Да ве подсетам, првиот подпис на Бајден беше за повлекување од Афганистан. Чудни се тоа некои коинциденции во принцип. Исто така многу се чудни коинциденциите дека во Скопје има голема побарувачка на станови кои се купуваат, а во нив никој не живее. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците кои ако се земе предвид дека околу 200.000 граѓани имаат по 3 пасоши, косовски, албански, северно-македонски, да предпоставиме според тоа кој ќе живее во новите згради во Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Чаир, Изгет Мол, па и Карпош не е за фрлање. Еве сега Пуцко ќе го направи фамозниот алумина простор. Факт, затоа што нашите луѓе не купуваат, младите и македонците и албанците избегаа на запад. Германија полна, Лондон полн, Малта, Швейцарија, Австрија фул, Италија, Чешка, Белгија, Холандија, некој ќе рече, абе Сашо, тоа е теорија на заговор. Да, теорија на заговор. И се докаже дека заговорите се 100% вистина. Како беше теорија на заговор кулите близначки, нападот во Афганистан, внесувањето демократија во Кабул и на крај чао море. Ми одосмо, еве другарчиња во Талибан ке се уселат, они се ќе водат држава. Така исто и со коронава што ја фативме од јадење лилјаци. Па сега ни се случува и тоа што не веруевме дека ќе ни се случи. Па кој тоа ќе го смени името? Нели така се викаше? Па нели некој овој Пендаровски се колнече, вика, која е таа будала, вика, што ќе смени името. Па маме ни еба после. Ако имаш доволно предавници, не постои ни една теорија на заговор што не можеш да оствариш. Исто е и теоријава на заговор дека за да влезе Србија во НАТО треба да си го врати Косово и да се одрече од Русија. Потоа дека Македонија е само територија за раскусурување и за нивелирање на граници и дека Украина мора да се подскрати малку, да се отфикари за да обстане. Ама само како житница за храна со контролиран режим од Вашингтон. А потоа ќе мора да ги враќа едно 150-500.000 години парите од Европа и САД во жито и храна. Односно, лево ќе биде НАТО, десно ќе биде БРИКС и Русија. Нема да има дупки и островчиња. Ете, тоа е таа теорија на заговор која ја издаде само едно клипче снимено на пазар во Приштина. Кој сака нека верува, кој сака нека се прави наудрен. Наудрените обично прво ги удираат. Затоа што е полесно. Не се внимателни, гледаат на страна. Тргаат поглед, зихераши, лешпери. А ние ќе бидеме спремни, Бога ми. Ќе изградиме уште некој стан за тоа време. Одлична стратегија. Битно да им ги земеш парите. Они во никој случај, тоест они во секој случај ќе ти ја земат државата. Ти парите, они државата. Хај еби га. Теорија на заговор.